Постои сериозна можност да се започне диалог и да се продолжи со обврската во однос на уставните промени. Го поздравуваме фактот дека земјата ги развива мапите за владење на правото, јавната администрација и функционирањето на демократските институции, како и акцијскиот план за заштита на малцинствата, кои што се клучни подготвителни чекори за отворање на кластерот основи. Со нетрпение очекуваме да видиме усвојување на овие документи до крајот на годината, за да можеме да продолжиме со интегративниот процес. Кога стана збор за политиките, реформите се бавни, но сепак се истакнува извесен напредок во одредени области кои што ги спомена и самиот премиер. Предизвици постојат во делот на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. Политичката поларизација и недоволната соработка меѓу институциите остануваат пречки што ја забавуваат имплементацијата на реформите. Ова влада не само што е свесна за тие предизвици, туку веќе работи на нивно надминување. Поставени се нови приоритети за реформа на судството, за зголемување на одговорноста и за воспоставување на јасни критериуми за оценување на суди и јавни обвинители.